И после некој ќе каже Боки 13 бил обратен. А никој не се прашуе од кај научил Боки 13 да биде таков? Да не растел случајно у Београду, па тамо го учеле. Не бе, Боки има растено у Скопје. Овде научил да биде таков. И знаете што ми е најстрашно? Што мислам дека голем дел од тие што го учеле се тука вечерва меѓу нас. Или кажано на северно-македонски дијалект, неко меѓу нама nije наш. И така ми се направи некоја шубе од тоа еркондишонот, некоја кнедла ми застана у грло, вака кревам глава горе, шо да видам? Климата, Ниш, производња 1984, а горе на неа седнале два голуба, им вибрираа тоа газињата од тоа климата и ме гледаат право у очи као да сум првиот рикнат од птичи грип у држава. Леле, луѓе, ко ми се врати сладоледот у ждрик, а ждригот која ми замириса на птичја кака. Викам, абе, кај најдов да лижам сладолед, која пола свет леп нема да јаде, бе. И ко ми се направи еден немир на душата, и све почнав да мислам на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло од тоа лајната на гулабите. Уствари, така започна мојава приказна. Седнав у кола, правецка и матичната, таа беше бивша професорка на медицински факултет, треба да иде у пензија, али не и сиде, мириса на земја уште ординира. И ја влагам кај неја и она место да ме праша шо ти е, шо те боли, па ја да и се пожалам дека сум се најал птичи лајна. Она мене фати за политика. Кажи те па нашиве на изборите, а? Кажи каква нова влада имаме. Кажи каков лидер имаме. Млад, па каков оратор е, па каква дикција има, па каква харизма, катаклизма. Викам, докториве одма знаат која страна да ја фатат. И тоа со пичина. Едно, две, она паза лидерот. Вика, ваков лидер нема у светот. Вика, гледа го Џорџ Буш. Му требаше, вика, 20 сати да стигне на местото на злосторот која ги урнаа зградини у Њујорк. Вика, нашиот лидер не е таков. Он сегде прв стига. И тогаш ја не и поверуев, али и поверуев пред месец дена која гореше овој театар во изградба во центар. Јас случајно се најдов тамо, која се запали театаров, и само што се запали, некако исто време со пожарникариве дојде и лидерот. Искача од тоа лимузината, им вика на пожарникарите: "Стој!" Пожарникариве застана и му вика тамо: "Остај кофата доле!" И ој остава кофа. Иде лидеров, ја зима кофата и вика: "Се знае оваа држава која фрла првата лопата и првата кофа. Штрак!" Викам, добро, тука заврши муабетот за политика, али не. Она продужи да ја фали гениалноста на новата влада, незиниот патриотизам после фрлени 3 жути. Не знам, почна да ги фали реформите во здравството, а јас све мислев на оние бактериите што почнаа да ми се размножуваат у грло, и све пред очи ми искачаше сликата на Сигурни Вивер од филмот Осми путник, она ванземаљацот кој искачаше од грлото. И оваа драпаше, едно време и текне ми вика: "Чекај бе, уствари ти зашо си доен, шо те боли?" И ја одма тука и врзав една прича и викам: "Слушај, само што се вработив, па сакам бриза систематски да ми напишеш еден упут, пошто викам, нели новава реформаторска влада работи 24/7 и требаат работоспособни мажи, богобојажливи, што знаат целосно да се дадат во светлата иднина на својата татковина." "О, вика, нема проблем, вика, ја ќе ти напишам еден комплетен. Крв, вика, ќе даваш?" Леле, ко ме фати паника, си викам, сега ова лајново од гулаб сигурно од грло ми отишло у крв. Ај, викам, пиши, викам, една е прувета. А викам, окраќа? Шо мам окраќа? Па ја викам, сум лижал сладолед, не сум мочал у далноводна Евана. Ај, викам, пиши и сперма, ако треба само да проверам да не сум лапнал птичја кака у ера на птичи грип. И она пише упут и ми вика:
ти идеш у државнава лабораторија, сакаш упут или за приватнава? Викам, докторке, парите никад не биле проблем, пошто ги нема. Кај ке пишеш, таму кидам. Вика, слушај, да си идеш, вика, ти у државната лабораторија, пошто вика овие од приватнава, и така примероците ги носат од државната. Па само ги препишуваат резултатите, па после на вас наивните пациенти ви наплаќаат рекет. Леле, викам, кој го смисли овој систем, бе, како мене не ми текнало порано? Бап еден компјутер, тури две цицлести медицински сестри цел ден да собираат брисови, однеси ги примероците у државно, препише резултатите, штрака вантата у джеп. Викам, докторке, пиши у државно. И отидов у државно. Само која искочив од кај неа си реков, добро бе, ако државново е боле, зашо она од државно отиде у приватно? Не се. Влагам ја у државна лабораторија, тамо ред 40 души, ја застанав последен и у тој момент така беше. И у тој момент, значи, чекам уред и гледам еден наш познат академик од 90 години, мислам сите го знаете, како искача од вецето, носи отворена епрувета у рука, пуна со мочка, а руката му се тресе кој што се тресе пенис у ладна вода. И иде академиков со мочкава, иде, доаѓа до шалтерот и вика на сестрата, моли сестло, кај да ја остава мочкава. А ја гледам у тоа епруветата мочка ни за лек. Академиков, као градски веджукели, ја обележал територијата од Кенефот до шалтерот. Башка што не испрска сите нас тука како противуроци. А како само ја напунил да си ебе векот. Иначе академиков стварно си имаше голем проблем. Он дошол да испита мокраќа, зашто 2 дена претходно му се слошило на струшките вечери на поезијата, кога не му дале Ловоров венец, со образложение дека е млад и надежен поет и дека неговото време допрва доаѓа. И така додека чекавме, он мене ми се пожали дека бил многу тажен што не му дале Ловоров венец, зашто имал многу добра песна. Песната имала наслов Планињето во Македонија. И он мене тука додека чекавме ми ја изрецитира и пошто стварно беше добра, ја запишав песнава и ја научив на памет. Сакате да ви ја кажам? Да? Океј. Значи, Планињето во Македонија. Јас сега ќе ставам рака вака у джеп, малце за да личам на Раде Шербеџија, за побрзо да ве шармирам. Фатил дедо пичица, горе на галичица, ја однел на јабланица, ја најал со гибаница, за стебло на кораб, ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Добра песна? Вегаја. Чек, 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 има уше. Како радеше рече? Штом дедо боцна путена шара, тргна веднаш кон Солунска глава, да наостри долга ашима здрава, на девица росна да ја го клава. Па на Вардарот слезе спотнат и стресен, виде момиче со струк тесен, ја истресе дедо одгашти сета, кон гола клетна да вјане селанка клета. Но попат скршна кон славното ниче, да сретне кршно моме хатидже. Дедово изгледа работел по рамковен. Процентуална застапеност, соживот, релаксирани меѓуетнички односи, али да видиме што се десило со хатидже.
Хатидже пишти, моли и гребе, остај ме, дедо, да дојдам на себе. Па дедо ја смени со висока слаба, крај студен поток на планината Баба. Зеде дедо двоглед во рака, да најде дунде што му се сака, па на беласица ја виде оно јоко, смежурана грда и со едно око. Море, дедо, рече Јоко, жена бев на Ленон Џон, ако ми го клаваш, клај ми го без кондом. В колиба стара, негде на бистра, клечи моме, се моли на Христа. Наврата дедо 3 пати тропна, таа го пушти, тој и го опна. Бискотници се слушна од Галичник до река, над Велестово стојна деда го чека. Стојнеле, стојне, по тебе горам, слечи гашти за да те орам. Појде дедо и на Битолско бајро, циганчица млада си го виде ајро. Ја крена дедо со сета сила, од кревањето тешко го фати кила. Изгилавен сиот зеде да кочи и ташаци да лади на пелистерски очи.